Полицијата го решава проблемот со брзите возачи. Такви контроли се почесто се поставуваат на терен. Денеска и новинарски екипи беа на терен со полицијата. Последната викенд акција на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај откри 291 возач кои сториле прекршок, а биле превземени 130 мерки. Да се почитува сообраќајната сигнализација, контролите ќе продолжат. На глобите и одредбите од законот потсетија надлежните. Со напомена дека глобата за пребрзо возење во и надвор од населено место се движи од 100 до 400 евра во денарска противредност, зависно од пречекорувањето, но за најбрзите предвидено е заштитна мерка, забрана за управување со возило од 3 месеци до 1 година. За возачите да немаат вакви проблеми и избегнат сообраќајните несреќи и да се подобри безбедноста на патиштата, надлежните порачаа. Апелираме за сите возачи да ја прилагодуваат својата брзина на движењето на моторните возила, најпрви према ограничувањето на патиштата, а потоа и према условите и состојбата на патот. Ваквите акции се оправдани и за возачите. Белат потребна е поголема едукација, но и контроли за несовесните возачи. Може да вроди со плот и да биде подобар и побезбеден сообраќајаc. Секако треба. Инаку има и несовесни возачи, брзо возат под дејство на алкохол, полна линија, претицат, сите брзат. И мора да има такви контроли. Без тие контроли ништо не правиме. Брзината на управување на возилата е клучен фактор од кој зависи безбедноста на учесниците во сообраќајот. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, брзото возење е круцијален проблем што ја загрозува безбедноста и е најчеста причина за сообраќајните несреќи со смртни последици.